Државната изборна комисија по првичното разгледување на извештајот од спроведувањето на вкрстените проверки на базите на податоци од релевантните институции одлучи да спроведе дополнителни контролни тестови на дел од прашањата опфатени со проверките. Како што информираат од комисијата, веднаш по завршувањето на дополнителните контролни тестови, таа ќе закаже седница за усвојување на извештајот од вкрстените проверки. Делегацијата на Европската унија во Скопје се оградува од ставовите на белгискиот филозоф Питер Ван Хауте. Ставовите на Унијата ги изразува делегацијата на ЕУ во Скопје. За ставовите на Ван Хауте ќе морате да го прашате него, изјавиле од мисијата на Европската унија во Скопје за порталот Прес 24. Од таму побарале став на Европската унија за ставовите на белгијацот и неговата последна изјава на Твитер дека Македонија е светлосни години подалеку од Европската унија. Ова е втор пат мисијата на Европската унија во Македонија да се огради од ставовите на белгискиот посредник во последните политички преговори Питер Ван Хауте. Со проектот Купи куќа за млади се нуди уникатна можност да се поддржат младите до 35 години да дојдат до свој дом. Поддршката доаѓа во првите години кога се непотребни парите и се нуди еднаш во животот, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески пред присутните прилепчани на промоцијата на овој владин проект. Тој нагласи дека во разговорите со граѓаните за проектот Купи куќа, Купи стан, констатирале оти има потреба од креирање на нов проект кој ќе им овозможи на младите да дојдат до собствен дом. Грција бара на лидерската средба на Европската унија во Брисел да биде разгледана можноста за воведување санкции за земјите членки кои одлучиле еднострано да не ги пуштаат бегалците. Грчкиот заменик министер за одбрана Димитрис Вицас, кој раководи со координативниот центар за миграција во земјата, изјави дека во Европа не треба да има држави тврдини. Грција постојано критикува Австрија поради тоа што го ограничи бројот на мигрантите кои влегуваат на незината територија, што имаше домино ефект врз Балканот и доведе до блокирање на околу 46.000 мигранти во Грција. Во оваа бројка се и 14.000 бегалци кои живеат во кампот во регионот на Идомени на затворената граница со Македонија. Грчките власти се обидуваат да ги убедат луѓето во Идомени да се преместат во прифатните центри, но не смеат да употребуваат насилство за да ги принудат на тоа. Председателите на Европската комисија и на Европскиот парламент Жан-Клод Јункер и Мартин Шулц пред вечерашниот и утрешен самит на Европскиот совет во Брисел одржаа пресконференција на која потврдија дека Европската унија е пред конечен договор со Турција за ставање крај на бегалскиот бран во Европа поради влошената состојба на мигрантите по затворањето на балканската рута. Јункер и Шулц потврдија дека генералниот секретар на Советот за Европа Торнборн Јагланд исто така дал зелено светло за договор на Унијата со Турција и дека истиот е според меѓународните закони, законите на Унијата и според Женевската конвенција. Росен Плевнелиев сака Европската унија и Турција да преговараат и за контролата на границата кон Бугарија. Бегалците во голем лак ја одбегнуваат Бугарија бидејќи тамошната полиција е позната по бруталноста, пренесува германскиот Deutsche Welle. На прашањето на Deutsche Welle дали движењето на мигрантите може да се одвива по алтернативни патишта преку Бугарија, Плевнелиев вели дека внимателно е наблюдува ситуацијата на балканската маршрута и веќе донел превентивни мерки. Бугарскиот претседател објаснува дека на неговата држава и треба помош околу трошоците за обезбедување на границите, сместувањето, згрижувањето и медицинската нега за бегалците. Турскиот премиер Ахмет Давутоглу денеска информира јавноста дека властите ги засилиле безбедносните мерки во Анкара и во Истанбул заради ризикот од тероризам. Ситуацијата во престолнината и во другите големи градови во Турција е напрегната по атентатот во Анкара на 13 март во кој загинаа 37 лица и над 120 беа повредени. Одговорноста за нападот ја презеде Јастреби за слобода на Курдистан, вооружена група за која се смета дека е поврзана со Курдската работничка партија. Во Анкара по атентатот се засилени проверките на автомобилите, на улиците дежураат повеќе полицајци, зголемени се и мерките за безбедност и контролата на посетителите во големите трговски центри, како и наблюдувањето на ситуацијата по улиците на места каде што се собираат повеќе луѓе.